Со Кратовчанецот, од Кратов. Да, добро, јас. Се видови со тебе? Да, беше кај мене разговаравме, му дав. Се видов и со оној од Битола, така. Има кола Сеат Ибица, знаеш. Сеат Ибица. Да, добро. Да им помогнеш некако. Јавни набавки со тајни договори и местенки. Во просек 1 милиарда евра годишно народни пари се трошат за разни набавки од државните органи. Дали покрај законските норми, тендерите може да се местат. Како едни исти компании со години се клиенти на исти државни институции. Дали бомбите на опозицијата и истрагите на СЕО, особено последната околу тендерите во Елем, ги разобличуваат шемите за заднински договори и местења на јавните набавки. Што треба да се смени? Добро вечер, јас сум Боби Христов. Во вечерашната топ тема на ваша страна покрај овие дилеми донесуваме и на анализа на последниот случај Трансмет и сите бизнеси што оваа фирма ги добила од државните институции, како и податоци околу тоа кои се топ 10 најприсутни фирми на државните тендери, но кои се и најголемите тендери, а се што стои во позадина со соговорниците во дебатата која што почнува веднаш. Добро вечер. Во просек околу 1 милиарда евра или според последните податоци од извештајот на Бирото за јавни набавки, а тие се однесуваат за 2015 година, 755 милиони народни пари се потрошени за јавни набавки. Колку се тие извор на корупција, заедно со сите претходни дилеми, е работниот наслов на вечерашната топ тема на ваша страна. А мои вечерашни гости се Сабина Факич, програмски директор на Центарот за граѓански комуникации. Добро вечер, добре дојдовте. Зоран Витанов, финансиски консултант. Добро вечер и добре дојдовте. И Дарко Јанески, овластен предавач за јавни набавки. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Бизниси кои достигнуваат и вртоглави суми. До 80 милиони евра се проценките дека се бизнисите кои што ги доби фирмата Трансмет, која што е актуелна според последната истрага на специјалното јавно обвинителство. И како пример за тоа, дали оваа истрага е своевидна парадигма за тајните договори кои што стојат за јавните набавки и како вовед во вечерашната дебата, анализата на колегата Александар Манасиев. После одреден период се што се гради, има век на трајање и тоа од време на време треба да се обнови. Така да ние одевме, почнавме и работевме и на обновување на минатото, на тоа што е сработено во минатото. Меѓутоа паралелно, исто така ја градевме иднината. Кога Сеат Кочан го изјавил ова во документарниот филм за семејната компанија Трансмет, веројатно не мислел на иднина во која тој ќе се најде под истрага на специјалното јавно обвинителство за случајот Труст. СЕО го сомничи за малверзации со тендер вреден повеќе од 17 милиони евра за ископ на јаглен од рудникот Суводол. По информациите дека му е одреден притвор и дека е покрената потерница, Кочан е недостапен за органите на прогонот. Наводно ја напуштил земјата, но засега нема информации каде се наоѓа. Името на Кочан на пошироката јавност и стана познато по така наречените бомби на опозицијата, каде премиерот суптилно избегна да го изговори неговото презиме во разговорот токму со тогашниот директор на Елем. Вчера се видов со Кратовчанецот. Со Кратовчанецот, од Кратов. Да, добро, јас. Се видови со тебе? Да, беше кај мене разговаравме, му дав. И се видов и со оној од Битола, што има кола Сеат Ибица, знаеш. Да им помогнеш некако. Па ево денес Они кажуваат дека најверојатно оној страшо и тој битучанецот дека ќе за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријат, ама му реков јас дека може он слободно да се јави, да направи некој конзорциум да се јави. Најбоље е ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, не знаат што да прават.
Мислам дека треба со нив да се видиш и да ја организираш работата и да се сите задоволни. Овој разговор, но и два други необјавени, беа темелот на истрагата за Труст. Под истрага е конзорциумот кој се споменува во разговорот. Во конкретниот случај, доказниот материјал упатува на основано сомнение дека конзорциумот прибавил противправна имотна корист од поголеми размери. Не мора да гледаме подалеку од бомбите, за да се види блискоста на Кочан и неговата фирма со минатата влада. Јавно достапните информации покажуваат дека неговата компанија за време на минатата влада добиваше милионски тендери за ископ на руда, изградба на објекти, патишта, менување на фасади. Освен во градежниот, се прошири во медиумскиот бизнис, отварајќи ја телевизијата Нова во 2015 година. Сепак, неголемите пари ги вртеше со семејната компанија Трансмет, основана од неговиот татко во 92 година. Денес фирмата ја раководат синовите Кочан. Трансмет е партнер на кинеската Синохидро, што го гради автопатот Кичево-Охрид за сума од 374 милиони евра. Не се знае колку фирмата на Кочан инкасирала од оваа сделка. Меѓутоа, достапни се податоците за тоа колку пари легнале на нивната сметка за тендерите со Елем. Само за ископ на Јаглен, со два договори, заработиле 57 милиони евра. Но и со помалите договори, фирмата добро заработува. Трансмет, без да конкурира на тендер, го доби договорот за санација на обиколницата. Обиколницата беше сериозно оштетена за време на ланските поплави во Скопје. Фирмата Трансмет требаше да ги санира штетите. Договорот вреден 2,6 милиони евра е најголем договор постигнат лани без објава на јавен тендер, односно народски кажано во 4 очи. Овој милионски договор предизвика бура од реакции, но од јавното претпријатие за државни патишта тврдеа дека брзале да ја санираат обиколницата, па наместо објавување тендер склучиле договор по пат на преговарање. И покрај истрагата на специјалното јавно обвинителство, фирмата Трансмет и понатаму продолжува да функционира. Денеска на Скопската обиколница забележавме градежна механизација и работници кои што ги санираат штетите од поплавата. Во меѓувреме, додека Кочан е недостапен на органите на прогонот, се случуваат претумбации во семејната компанија. За 2 дена на Централниот регистар се објавени 2 крупни промени на раководни позиции во фирмите под капата на Трансмет. Како и Кочан, недостапна остана и страницата на семејната компанија, каде сакавме да ги провериме податоците за менаџерските позиции. Иронично за една градежна компанија, на интернет страницата деновиве пишува дека е во изработка. Тоа беше анализата на колегата Александар Манасиев. Факеш би почнал со вас, бидејќи имате големо портфолио во Центарот на следење на јавните набавки. Спомена колегата 57 милиони само за ископ на Јаглен. Тендерот за кој што се сомничи оваа компанија изнесува 17 милиони, вкупниот бизнес од државата што го има добиено се проценува на некаде околу 80 милиони. Сега, ако тоа го поврзиме со овие снимки, колку е ова своевидна парадигма за тие тајни договори кои што стојат зад и она што треба во суштина да бидат јавните набавки еден транспарентен процес? Секако примерот на Трансмет и овие големи договори, бидејќи предмет на истрагата, специјалното јавно обвинителство е всушност помалиот тендер склучен за ископ на Јаглен помеѓу АД Електрани на Македонија и оваа градежна компанија во износ од 17 милиони евра, инаку според едно истражување кога го правевме во 2015 година, поголемиот тендер е во вредност дури од 38 милиони евра една година подоцна, значи во 2013 година е склучен помеѓу Електрани и Трансмет. Секако дека ваквата голема концентрација на тендерите кај одредени фирми е еден од индикаторите за постоењето на корупција. Трансмет не е единствената, да кажам, компанија која можеме да ја посочиме како пример за голем дел од тендерите дека ги добила низ постапките за јавни набавки. Имено податоците покажуваат, и тоа официјалните податоци на Бирото за јавни набавки, дека, например, еве во 2015 година 20 компании кои добиле најголем удел вредносен, зборам, во тендерите од овие 750 милиони евра, добиле значи 1/3, односно 250 милиони евра. Ако знаеме дека 4800 фирми се регистрирани на системот за јавни набавки и од тие 4800 гледаме само дека ни половина процент од нив добиле 1/3, секако дека тоа укажува и еден од сериозните индикатори дека имаме
сериозен проблем и дека постапките за јавни набавки нималку не се отворени, иако нели говориме за некакви транспарентни јавни набавки. Благодарение на вашата дата база ние имаме и друг уште еден материјал во кој што ќе ги анализираме и тие топ 10 компании и топ 100 тендери. Господине Јаневски, кога го слушате сето ова и особено поврзувајќи го со снимките целиот овој случај, си ја поставувате ли дилемата што треба да ги советувате вашите клиенти како експерт за јавни набавки? Пред да го дадам одговорот, може би не е лошо да направам едно мало појаснување, не во одбрана на целиот овој случај, туку чисто да се запознае јавноста. Тендерите кои ги објавуваат набавувачите од овој енергетски сектор, како што Елем, имаат малку поинаков режим, во смисла на тоа дека таму не се бара да се иде со оние најтранспарентните отворени постапки, таму вика законот, и не е тоа само наше изворно решение, туку и во европски рамки, поради специфичноста на дејноста може да се иде и примарно треба да се иде со тендери каде што ќе се преговара но не со еден кандидат, туку со повеќе кандидати, при што мора да има претходно објавен оглас за да се пријават неколку кандидати. Од тој аспект гледано, претпоставам дека самата процедура е запазена, односно соодветна постапка е поведена. Прашањето е каде сега тука се направени одредени отстапки за да, или фаворизирачки услови за да може да одредена компанија го добие тендерот. Да не се лажеме, колку и да направиме одредени добри законски решенија и контролни механизми, секогаш простор за одредени злоупотреби ќе постои. Прашањето е колку можеме да го стесниме тој простор. Да, ќе разговараме и за тоа. Витанов, кој е вашиот коментар? Сте били во извршната власт? Има вакво кревање телефони, вртење телефони, договарање местенки? Не знам колку памти јавност, ама јас како заменик министер за економија тогаш алармирав токму на такви работи. И се поведоа постапки. Искрено да бидам, не знам до кај стигнаа потоа. Значи да, ама тоа беше далечно минато, така да кажам. Значи тогаш и законот не беше таков. Не би го поистоветил тоа. Тогаш се многу афери излегува, не само моите сведоштва, но бев доблесен од позиција на извршна власт да алармирам и во министерство кај што бев да превенирам колку можам такви работи. Ја имам таа привилегирана ситуација да можам не тродимензионално, туку мултидимензионално да ги видам работиве. Сега сум долги години веќе во приватниот сектор како консултант. Бев и во законодавниот дом еден период, бев и во извршната власт еден период. Значи и кај што се спремат законите и ваму и таму. Тоа што јас овде би можел да го коментирам, бидејќи не знаеме, ниту сум во истрагата, ниту од медиумите дознав. Да, во секој случај и јас морам да се оградам, бидејќи се работи за случај кој што е под истрага, резултатите можеби крајната пресуда не знаеме каква ќе биде, меѓутоа е сепак еден симптоматичен пример. За симптомите сакам да... Кога ќе се надоврзаме со прилогот кој што и подоцна ќе го видиме, особено кога се во прашање електрани на Македонија или јавно предпријатие Македонски шуми, каде што се е видливо дека во тендери, дури за она што Сабина и нејзината организација го дефинираат како основна дејност на компанијата, се изнаемуваат услуги од приватни и тоа постојано исти компании. Так, добро. Значи, ќе преискутирате, предпоставам, документирано со тоа, да не се мешам во тоа. Јас околу индикациите сакам да напоменам. Ако некоја фирма има или е формирана во скоро време и направи бум исклучиво главни клиенти кај што и се буџетските институции, особено ако од вкупните пласмани повеќе од 1/5 се буџетски институции, каде што директно наплатува од буџетот, таа фирма треба да е под сериозна лупа. Јас дури таквите фирми кај што над 50% од нето приходите им се остварени од буџетски институции, јавни тендери, јавно ги кажувам априори, без да ги анализирам, како општествени крлежи. Не може фирмата да не функционира на конкурентска економија, нели ние сме пазарно стапанство. А 50%, еве нека и 20% и повеќе,
од бруто прометот да го прави со државни институции, веднаш е под лупа. И за мене веднаш е сомнително. Тука нема ништо конкурентско има и нема многу предпремчиво. крлежи, многу такви крлежи како што ги велите и во многу други сегменти. Еве да ги тргнеме овие кои што детално ќе ги анализираме како најспецифични финансиски, најтешки. Не мора милионски суми. Некоја фирма може да има 100.000 евра годишен обрат, ако од тоа 50.000 евра го прави од, не знам, локална самоуправа, општини, министерства, јавни предпријатија, истото го мислам. Значи, ме разбирате? Квалитативно ако ги гледаме работите, така да, што сакам с тоа да кажем? Ако ние сакаме да си го изчистиме теренот, точно е, целосно се согласувам, значи не можеме ние до крај законски тоа да го превенираме, но можеме со анализи, предпоставам дека невладината на Сабина, него и другото и со тоа се занимава, многу лесно можеме да алармираме. Тука апелирам на опозицијата, на медиумите и на невладиниот сектор. Сабина, токму во однос на ова, впечатлив остана оној зборот снимките, гледајте да биде предвидливо, да биде предвидлив резултатот. Реков и на почетокот, огромно е портфолиото, анализирате до детали. Колку и предходно без овие снимки можевте да скицирате, да детектирате дека нешто во некои тендери со некои компании е сомнително и без да се слушне ова чудна, нели, чуден совет, тендерот да биде предвидлив со исходот. Јас ја погледнав еве конкретно тендерската документација на тендеров кој е под истрага на специјалното јавно обвинителство и таму веќе има и неколку други индикатори кој доколку не бил предмет на мониторинг, како што мониторираме и други, да кажем, тендери и извлекуваме општи заклучоци, сугерирајќи на слабостите и на корупцијата во системот. И можам да кажем дека таму веќе самите критериуми се многу субјективни, бидејќи еден од нив е, вели, техничка екипираност на фирмата и кадровска екипираност на фирмата, ќе се даваат одредени бодови, 30, да кажем, или 40 бода. И потоа, кога прочитав како ќе се евалуира, вели, онаа фирма што ќе даде највисоко ниво на техничка опременост, таа ќе ги добие максималните бодови, фирмата исто ќе се однесува и за кадровската екипираност. Веќе во ваквите случаи ние гледаме интенција, затоа што добавувачот во случајов АД Електрани веројатно треба однапред да знае колку механизација и треба и колку работници и требаат. Што ако некоја фирма располага со механизација огромна, да кажам, или многу поголем број од работници што тие ќе ги ангажираат. Затоа верувам дека истрагата на СЈО покажала интенција на Трансмет да покаже што е можно повеќе поседување на градежна механизација, бидејќи очигледно тука се давале бодовите, што е крајно субјективно и нелогично. Значи, Дарко кажа дека во овој сектор се препорачува да се применува постапката, се вели таа преговарање со објавување на оглас. Значи, самиот чин сепак алармира, бидејќи овозможува поединечно да се преговара со сите потенцијални понудувачи, во случајот со градежните фирми, за да се ангажира нивната механизација. И тука имаме елементи на можно субјективно влијание. Значи, по неколку индикатори во тендери без и со СЈО укажува една интенција на фаворизирање на одредена фирма, во случајот гледаме дека е таа Трансмет, а во други случаи преку критериумите за оценување на понудите или преку критериумите за утврдување на нивната способност, ја гледат интенцијата кој уствари, како велиме, тендерот е напишан така да однапред се знае победникот. И тоа секако во крајна линија не е поентата на јавните набавки. Јавните набавки треба да овозможат и затоа постојат така јасни правила, на вистина да бидат отворени и да овозможат најдобриот да победи на тендерот. И ние сега кога гледаме дека во одредени области, како што е случајот еве со ископот на Јаглен, постојано се јавуваат 3 фирми со години од 2010 до сега во континуитет, значи не може да не биде тоа секако нешто што сугерира и треба да го запали црвеното светло. Еве да не биде дека не е мета само Трансмет, ќе го слушнеме прилогот за кратко. Трансмет, нели, Пелистер, Битола, повторно нов тендер, Трансмет, Марковски компани, Битола, Рубикон, Битола, Марковски компани, Битола и сега ако се влезе во централниот регистар, особено околу овие битолски компании, сите тие се врзуваат нели со едно со едно име. Ако дозволиш, јас исто во овој дел, додека сме кај
елekтрани, би сакала да кажам дека некои наши пресметки покажуваат дека од 2010 до денеска се склучени договори за ископ на јаглен, значи ангажирање на механизација и работници од приватни фирми во вредност околу 250 милиони евра. И сега природно тука се наметнува едно прашање, дали некој, гледавме дека се менуваа раководните структури во АД Електрани, дали некој направи или побара да се направи една посериозна анализа и студија за целисходноста на ваквиот концепт на одлевање на пари. Токму тоа беше моето следно прашање, бидејќи порано бевте економски новина. Значи, Елем, например, конкретно го формираше Елем Трейд за трговија со електрична енергија. И сега се поставува аналогично прашање, дали некој направил пресметка 5 багери и 10 камиони еднакво на 100 милиони евра, но тие ќе се користат во следните 10 години и дури со пресметана амортизација. Значи, за многу помали вредности треба институциите да покажуваат да кажам волја, ако навистина, нели, за да заслужуваат почита на граѓаните и да речеме навистина се добри управувачи со нашите пари, значи мора да докажуваат дека и некакви анализи да потврдуваат дека навистина овој некој исплатлив концепт, што мене, да речам вака, не ми личи, за жал. Еве, да чекаме некој да направи таа анализа и да не демантира дали во сите овие години ќе било поисплатливо доколку се формира некоја посебна единица во рамките на АД Електрани која ќе управува со машини и ќе го врши тој ископ на јаглен за потребите на РЕК Битола и Осломи. Јаневски, кој е вашиот впечаток од аспект на тоа колку ваквите симптоми на наместени тендери, на кои што ги има и други примери, каде што буквално, ако се анализира, фали само да се напише уште името на компанијата, делува обесхрабрувачки кон останатите компании, бидејќи кога ќе погледнат тендерската документација, однапред велат џабе и да се надпреверуваме, ова е наместено. Дефинитивно делува обесхрабрувачки, а тоа го докажува и фактот што ние со години имаме релативно слаба конкуренција на тендерите, ако не се лажам. Просечниот број на понудувачи за 2015 година е 2,9. Иако во светски рамки, ако се гледа, се вели дека границата за веќе нешто што се смета за конкуренција е 3 понуди. Од тој аспект гледано ние сме блиску до некаква конкуренција, но треба нешто да се има предвид дека имаме неколку навистина конкурентни пазари. Ќе го земам примерот за IT пазарот, каде што има и по 7, 8 и по 10 понуди, така да неколку такви пазари го дигаат просекот, а реално имаме еден куп јавни набавки, предмети за набавки, каде што имаме по еден понудувач. Мислам дека и анализите на Центарот за граѓанска комуникација. Да, еве ги само ќе ги споменам, меѓутоа да ги претвориме во овие проценти во по реални примери или во пари за кои што за да ја сватат и гледачите. Значи статистиката на Центарот за јануари-јули 2016 година покажува дека само висока конкуренција од 3 или повеќе понудувачи е евидентирана само во 37% од тендерите, и што е влошување на ситуацијата во однос на претходните години, а вели целосно отсуство на конкуренција е евидентирано во 39% од тендерите, што е пак зголемување. Сега да им ги објасниме овие бројки на гледачите низ практични примери што тоа значи. Еве од Јаневски пак ќе го свртиме кругот. Во право сте, значи јас секојдневно да речеме движење и помеѓу економски, помеѓу фирмите и помеѓу набавувачите, а ги согледувам проблемите и една од работите на која се жалат самите фирми е тоа што не сакаат да учествуваат на тендери каде што се поставуваат такви услови кои не можат да ги исполнат и дури да ги исполнат знаат дека некој друг ќе го добие тендерот, па зашто да вложуваме толку средства во подготовка на понуда и во некаква лажна надеж, па затоа и не учествуваат на тендерите. Со години сум се обидувал одредени блиски фирми да ги убедам, особено кога се воведуваше електронскиот систем за јавни набавки и кога јас еден од промоторите охрабрував да учествуваат во постапки кои што се спроведуваат целосно електронски, со оглед на тоа што барем во одредена граница некои коруптивни елементи
се елиминираат со електронското поднесување и воопшто преземање на действија во рамките на еден тендер. Витано, интересни бројки и показатели. Со овие бројки веќе се е јасно. Знаете, овие 40% сега уште да видиме само во сума на пари колку учествуваат од овие колку испомнавте. Тоа го знае Сапина. Да. И веќе диагнозата е поставена. Значи, не треба човек да е многу паметен, туку треба само да се има волја. И на крај треба да се има судство. Се е џабе, ние овде сега ќе кажеме се што ќе има да се кажеме, меѓутоа со гротескно судство, ние само ги охрабруваме фирмите да се однесуваат неконкурентно. Секој е чест на системот на јавни набавки. Многу е подобар отколку во период кој јас бев во извршната власт. И тоа мора да се каже. Значи, тоа јавно треба да се каже, да не бидеме само критизери, не е дека не чини. Македонија како држава има капацитет, инфраструктурно ние одиме напред по однос на тоа прашање. Меѓутоа, џабе е кога се охрабруваат политичарите, еве, слушате и вие, плюс овие самите бројки кажуваат каде треба да се истражува. И јас верувам дека обвинителството има основни индикации, иначе не би излегле. Меѓутоа, сега се постава прашање што после тоа ако судството е такво како што е. Да не остане сето тоа само во етер, затоа јас лично имав дилема дали да дојдам во оваа емисија и сега ќе кажам нешто што во јавноста до сега го немам кажам. Јас ја напуштив политиката заради тоа што видов што се прави со една од фирмите што сега се спомнуваат. И јас бев кај премиерот баш за тоа. Оти знаев дека еден ден... Јас затоа и ве покани заради целиот тој круг што го опишавте на почетокот, значи искуство и во извршната, и во законодавната власт, и во приватниот сектор. Меѓутоа, јас сум сега многу далеко од политиката, фала Богу, не чувал Господ да ме држи далеко од политика и така ќе се држам и понатаму, но тоа не значи оти не сакам да живеам во здрава економска средина, а Македонија сега не е здрава економска средина. Па муабетот беше следен. Знам, меѓутоа ми треба телевизијата. За што повеќе да збориме, Боби? Треба ли уште да кажуваме повеќе? Меѓутоа не се тие криви. Во држави каде што има демократија и каде што граѓанот си ги обезбедил основните екзистенцијални услови, не трпи такви политичари ни 5 минути. Но ние, истите тие политичари, да не забораваме, и во времето на СДС имаше исти такви случаи, исти такви, со истите бројки. Мене ме чуди народот како се уште опцијата им е или едните или другите. Зарем не свативме дека само се усовршуваат во инверзна смисла на збор. Се усовршуваат како да своите луѓе се ги... Па нели гледаме, ако направиме уште една квалитативна анализа на фирмите, ќе видиме дека страшно коинцидираат дали се нашите на власт или се нивните на власт. А оние што се уиграни со претходната власт, им требаат 2 години за да се прешалтаат. И кој ќе видите, на крај кој го плаќа сето тоа? Го плаќа народ. И јас се смеам сега, меѓутоа е многу сериозно. Знаете кој страда? Страдат 3 клучни проблеми во општеството. Здравството, социјалата и образованието. Од тие пари што завршуваат кај поединци, политичари и економисти, буџетот не може да одвои повеќе таму кај што имаме најголема потреба, реални потреби. И сега јас дојдов во емисија, многу ми е лесно сега, бидејќи сум бил и на 3 точки од општеството, пирустијата ја знам, а надвор од политика сум, немам никакви амбиции во политика, тотално ми се еднакво далечни и блиски двете, условно да ја кажам, опции. Таа третата е сосема друга, нели они со пушки доаѓаат, нив нема да ја коментирам. Не, добро, сепак тука говориме нели за принципи, она што е закон, појава негативна или позитивна. Апелирам до граѓаните, до граѓанската интелигенција, на индикации, а не на докази, да бегат подалеку од таквите политичари. Од утре пак ќе не се случи истото. И ако некој политичар не заврши таму кај што треба, и ако некој бизнисмен, што јас го нарекувам општествен крлеш, не заврши таму кај што треба, утре заутре која поука ние ќе имаме? 25 години. Ние сме многу успешни и многу длабоко навлегуваме, се подлабоко и подлабоко во таа жива песок. А страдат, пак ќе потенцирам, 3 клучни работи. Па добре, ако дозволиш, образование, социјала и здравство. Јас сакав да кажам дека
точно е дека работите во изминатите години или од осамостојувањето кога станува збор за тендерите, тоа што претходно како новинар нели сум известувала и информации до кои сум доаѓала и сега од 2008 година следејќи ги од позиција на граѓански активист во Центарот за граѓански комуникации. Факт е дека има проблеми во континуитет. Затоа и ние со предлог законските решенија кои вчера јавно ги промовиравме на конференција, всушност клучната измена во законот која бараме е да се воведе надзор и контрола. Значи, Бирото за јавни набавки дефинитивно и тука треба да го засили притисокот и граѓанскиот сектор врз владата и медиумите да се инсистира на концептот на кој, за жал, со години наназад не се прифаќа од страна на нашите институции, а тоа е да Бирото ја превземе улогата на контрола и на надзор во смисла на тоа постапките да се контролираат уште од моментот на спроведување, секако да се контролира и реализацијата на договорите во смисла дали навистина се спроведуваат онака како што е кажано на други институции. И доаѓаме до еден интересен податок, исто така завршниот извештај за 2016 не е готов на Бирото, меѓутоа вели во 2015 година Државната комисија за спречување на корупцијата постапила повкупно 10 доставени пријави за можна корупција, а само во 2 случаи нашла наоди за злоупотреба на службената положба. И сега Бирото ова го објаснува како резултат на подобри едукации за јавниот за системот на јавните набавки, подобрување на системот. Се согласувате ли со таа теза? Апсолутно не се согласувам. Ја мислам дека наодите од нашиот мониторинг дефинитивно покажуваат дека имаме сериозни проблеми. Ги спомнавме од дата индикатори, тоа е големата концентрација на тендерите кај мал број на фирми, да кажам дека тој симптом констатиран на национално ниво, исто така е потврден из една база за јавните набавки на општините што ја правевме за 2015 година. Таму работите се уште подраматични, произлезе, ако добро ги памтам бројките, дека 34 фирми кои се на врвот имаат најголем вредносен удел, дека добиле половина од парите за јавни набавки на општините и градот Скопје. Значи, 1400 фирми вкупно добиле тендери во 2015, велиме дека половина од парите завршиле само кај 34 фирми. Понатаму, висок ни е многу уделот исто така и на поништување на постапките. Секогаш се движи од 19 до 23% од година во година, нели ќе падне па ќе се крене. Зошто исто така и ова еден од индикаторите дека има корупција? Затоа што се оправдани сомнежите дека во многу случаи кога не можат да го склучат договорот со фирмата која однапред била фаворизирана, решението е да се поништи тендерот. Инаку како ќе го оправдате тоа дека секој пети тендер е поништен? Апсолутно тоа е нешто неверојатно висок. Да, неверојатно висок процент. Видовме дека имаме голем удел на тендери во кои има само по еден понудувач. Што укажува тоа? Имаме многу мал број на жалби од фирмите, на загубена доверба на бизнис секторот дека навистина низ постапките за јавни набавки победува најдобриот и тие полека се повлекуваат од системот за јавни набавки. Затоа бидејќи ние зошто е ова битно и зошто ние обстојуваме сите овие години да ги следиме јавните набавки и интенцијата е навистина и да продолжиме интензивно во тој правец. Затоа што всушност со ова 1 милијарда евра навистина државата може да направи позитивна промена во економијата доделувајќи ги тендерите на оние фирми кои успешно работат и кои навистина нудат квалитет. Отварајќи низ тоа, склучувајќи договори со такви фирми, ќе се отвараат работни места во оние кои представуваат здраво ткиво на економијата, а не да завршуваат тендерите во фирми кои всушност треба траљаво, условно кажано, народски да ги завршат, да ги реализираат тендерите за да може да се подели што е можно повеќе пари помеѓу оној што го доделил тендерот и носителот. Значи, јавни пари да завршуваат во приватни џебови незаслужено. Јаневски, колку е точно оваа констатација во ланскиот извештај на Бирото, бидејќи навистина статистиката, ако се погледне, таа покажува намалување на бројот на жалби.
Меѓутоа, од друга страна, констатациите и на невладиниот сектор, на сите вие што се бавите, дури во извештаите на Европската комисија, констатацијата е дека бројот на процесуирани случаи не одговара на реалните сомнежи и реалната ситуација која што упатува на високо ниво на корупција во јавните набавки. Тука има два аспекти. Ако говориме за жалбите кои понудувачите кои учествуваат на одреден тендер можат да ги поднесат до второстепената државна комисија за жалби, очигледно е дека со години таквиот број се намалува и тука има повеќе причини зошто е тоа случај, тргнувајќи од тоа дека се наплаќа доместо кој за голем број фирми е неприуштив, особено ако се има предвид дека нема известност дека државната комисија ќе реши во нивна полза, што укажува статистиката дека во просек, ако не се лажам, секоја четврта жалба се уважува. Од друга страна, ако веќе државната комисија на еден начин решила, зошто пак да вложам жалба која однапред го знам исходот? Иако има и тука одредени ретерирања од првичниот став. А вториот аспект, овој што го спомнавте, е колку е агилна, да речеме, државната комисија за спречување на корупција. И го прочитавте податокот од 2015 година, да. Колку што се сеќам во 2014 нешто повеќе случаи имаше, но споредбено баш пред известно време гледав колку случаи имаше антикорупцијската комисија во соседството во Србија, е многу помал бројот. Иако и таму кога разговарав со луѓе што се вклучени во јавните набавки, ми рекоа дека тоа е повеќе привид дека и они имаат нека конкретни резултати остварано, но сепак бројките укажуваат дека сепак повеќе случаи се процесуирани. Прашањето што е процесуиран случај, дали имаме конечен исход или само обзнанено е во јавноста дека имаме сомнежи на корупција. Поднесена пријава до обвинителството, меѓутоа понатаму не се процесуирани, бидејќи ние немаме информација дека било кој случај бил процесуиран. Подиме со кратка пауза за реклами, а потоа кои се топ 10 фирми кои што го добиваат најголемиот колач од државните и јавни набавки и кои се 100 најголеми тендери, а од тука и ќе произлезат и конкретните прашања околу тоа каде се клучните пропусти во системот и што треба да се менува. Топ тема на ваша страна, корупцијата во јавните набавки е во фокусот на вечерашното издание. Пред да продолжиме со дебатата, осврт и анализа за тоа. Кои се топ 10 фирми кои што го земаат најголемиот дел од колачот од јавните набавки, кој во просек се движи некаде околу милијарда евра годишно? Градежната компанија Гранит е топ 1 од топ 10 фирми кои добиле сделки со државни предпријатија во 2015 и 2016 година. Се работи за 6 договори тешки речиси 54 милиони евра. Најчест работодавец за Гранит е јавното предпријатие за државни патишта. Склучиле 4 договори за санација и рехабилитација на патишта и мостови. Општина Битола го ангажирала Гранит за изградба на северната трибина на битолскиот локален стадион, додека предпријатието енергетски ресурси за гасоводна делница. Во изградба на гасоводната мрежа учествува и Кумановски Рапид Билд. Ангажирана е само со 2 договори, ама тешки 46 милиони евра. Со ова таа го завзема високото второ место на топ 10 фирми кои земале големи пари преку тендери. Третото место пак со 32 милиони евра тешки договори го потполнил приватниот градежен институт кој добил 5 државни тендери. Ова е првата тројка која преку истражувањата на јавните набавки ја формираше Центарот за граѓански комуникации. Во останатите топ 10 се јавуваат непомалку познати фирми за јавноста: Силекс Неметали, Бетон Скопје, АК Инвестетово, Алов Гевгелија, Пуцко Петрол Пласница, Вардар Градба и Елбиор Скопје. Сумите кои ги земале се движат од 6 до 32 милиони евра. Но Центарот за граѓански комуникации има и топ 100 државни предпријатија, најголеми потрошувачи на пари за тендери. Најмногу буџетски пари за ангажирање на приватни фирми потрошиле македонски енергетски ресурси. Изградбата на гасоводниот систем, чии цевки ќе поминуваат од Неготино преку Кавадарци па се до Битола и од Скопје преку Тетово до Гостивар, го донела ова предпријатие на топ првото место потрошувачи. Освен што ангажирале фирми за изградба, енергетски ресурси барале и приватна фирма за надзор на работата. Во 2 години склучиле договори тешки речиси 90 милиони евра.
Министерството за здравство со само 3 тендери сепак е на второто место по институции потрошувачи. 48 милиони евра потрошило за реконструкција на болницата во Струмица, на санација и на доградба на клиниката за хирошки болести Свети Наум Охридски во Скопје и за набавката за лекови за болните од ретки болести. На третото место е Министерството за образование со 7 тендери со вкупна вредност од 44 милиони евра. Ангажирало фирма за изработка на техничка документација за школи и сали, за откуп на учебници и изградби и санации на студентски домови. Топ 100 се многу за набрајување, ама меѓу првите 10 потрошувачи на парите на граѓаните во изминативе 2 години се и Народната банка, Државни патишта, ЕЛЕМ, Институтот за белодробни заболувања, ЈСП, Управата за културно наследство, Министерството за земјоделие. Многу пари се вртат во јавните набавки, ама и многу недоследности. Истражувајќи ги ова, го откриле МЦМС и Центарот за граѓански комуникации. 50 милиони евра тежел тендер на ЕЛЕМ за ископ на јаглен и јеловина во рек Битола. Го добила фирмата Бетон, ама со иста механизација и работници можела да добие и работа, која чини 2500 пати помалку, или 20.000 евра. Оти законот не предвидува контрола на поголемите тендери. Предпријатијата со години наназад ангажираат приватни фирми за работа за кои самите се основани. Таков е примерот со ЕЛЕМ или Македонски шуми, пишува во студијата на Центарот. Со други зборови, ЕЛЕМ речиси секоја година трошело 50 милиони евра за ангажирање работници и машини за ископ на јаглен, не нудејќи аргументи за оправданоста. Дополнително е проблематично што тесен е кругот на фирмите во овој бизнис. Шуми пак ангажира приватни фирми за сеча на шуми. За ова само во една година потрошило 8 милиони евра. Перпарими, фирмата од Зајас, стана добро позната во јавноста благодарение на обилниот снег изминатите години. Истата фирма секоја година добиваше тендер од истото предпријатие, Македонија пат, за да го чисти снегот. Победуваше со години, а ниту една институција не истражи и зошто останатите фирми се откажаа да учествуваат на тендери на Македонија пат. Многу сомнежи, ама малку пријави. Во 2015 само 10 стигнале до антикорупцијската. Од нив само во 2 случаи се посомневале првите антикорупционери, па ги испратиле до обвинителството. Ако се спореди со претходните години, случаите за сомнителни тендери, кои завршуваат пред истражителите, се намалуваат и 10-кратно. Дали оние кои располагаат со државниот капитал се почесни или пак ги открие начините за законско фингирање тендери, останува отворено прашање. Отсуството на институции кои ревносно го казнуваат незаконското трошење на парите само го зголемува ризикот за корупција, заклучиле и невладините. И ете, многу бројки од кои се врти буквално во глава, милионски суми за мал број фирми. Тука веројатно Сабина имавме една мала грешка околу место Бетон треба да стои Пелистер, се извинуваме доколку е навистина направена таа грешка. Значи ова се специфични примери на она што вие го велите студија на случај, конкретни примери на сомнителни сделки. Да. Па, прилогот беше правен врз основа прво на нашето истражување за топ 100 тендери во 2015 и во 2016 година, а второто беше дел од истражувањето зошто ни е потребна контрола и студии на случаи кои видовме дека беа презентирани, всушност покажува што ни се случува во праксата заради отсуството на контрола. Бидејќи факт е дека сите аномалии всушност или формите на корупција во јавните набавки може да се јават од почетокот до да кажам од објавувањето на огласот па до изготвувањето на тендерската документација па до реализацијата. Затоа сите овие примери беа да покажат и како ни сите тие фази и разни форми може да се злоупотребуваат или постојат индиции, би рекла, за злоупотреба на јавни пари, па од тука како што покажувавме примери во кои еден издобавувач низ години ги добива истите тендери. Случајот меѓу овој договор на Пелистер со АД Електрани од 53 милиони евра беше еден, исто така беа тука прикажани во таа студија на случаи на Трансмент и на Марковски компани, сите што биле актуелни во периодот, мислам, 13, 14 и 15. И
пораката беше дека е потребна контрола во насока на тоа да се види на вистина дали таа механизација и работници кои се користат и се заради кои се склучени договорите и реално се пуштаат на терен, дали реални се фактурираат сите тие, да кажам, услуги од приватните фирми, бидејќи на вистина произлегува дека станува збор за огромни пари. Има ли реална контрола? Специфичен е примерот со Македонија Пат, тука се споменува фирмата Прапарими, но во последните истражувања околу чистењето на снегот годинава се појавува една друга фирма. Анализирајќи ја таа фирма во контекст на еден друг прилог кој што беше веќе емитуван на телевизија во истата оваа емисија, откривме и една друга карактеристика. Она што го говоревте Витанов, наши и ваши. Значи, движење на една фирма во дослуг со тоа како одреден министер се движи од еден во друг ресор. Или сум видовет, или се правиме сите као нација слепи, или има нешто, знаеш како викат кумановци, трава се мрди, а ветер нема. Значи, навистина се чувствувам, искрен да бидам, кога збориме на овие теми, толку е се јасно, толку е се очигледно, а цела нација се прави слепи, се прашувам дали ние заслужуваме да имаме правна држава и конкурентска економија. Дефиницијата на Бирото за јавни набавки, постоењето, е заради заштита на конкурентноста и пазарното стопанесување во државата. Затоа постои Бирото за јавни набавки, за да обезбеди конкурентски услови на стопанесување и кога се работи кај јавните набавки. Зошто? Ние преминавме од планска економија во пазарна економија. Тоа ќе ви го каже секој еден ученик за економија во прва година средно училиште. И се испаѓа дека ние како општество и тоа не го знаеме. Мислам, многу се јасни работи. А упорно ние одиме на планска економија, да биде предвидливо, да биде наш, колку ќе има за нас и така. И тоа се движиме ние 25 години во тој волшебен круг. И ајде сега да се свртиме назад и да си го видиме општеството. Најзаостаната економија во Европа, најсиромашни граѓани во Европа, најужасна инфраструктура во Европа, најзаштитени се криминалците од било каде во Европа. Тука има и друга анализа. Составот на затвореници во Идризово. Таму ќе видите 3/4 од затворениците што украле бурек, кебапи, нели семејни убиства, насилства, ваму да. Нема стопански криминал. Као да сме Норвешка. Или тоа што во извештаите на Европската комисија се вели случај на висока корупција. Тоа знаете, само тоа знаете ли што значи? Дека клучот е во неморалот на политичарите, во неморалот на стопанствениците кои што се спремни наместо на конкурентски услови крлежи да бидат, во немањето на сенс на гласачите и најважното, четвртото, корумпирано и гротескно судство. Диагнозата е направена, еве ги. И сега ние како народ, како луѓе што се сакаме оваа држава, треба да се фокусираме тие 4 точки. И ако сакаме здрави политичари во иднина, тој што ќе ми го понуди тоа, јас за него ќе гласам. Со многу постручни аргументи деновиве, односно вчера, се обидоа да дадат и диагноза и лек во ова истражување кое што беше промовирано, исто така од страна на вашиот центар Сабина. Значи, ако се прочитаат сите бројни законски, подзаконски акти, 10 збора се повторуваат. Транспарентност, конкурентност, еднаков третман на понудувачи, недискриминација, законитост, економичност, ефикасност, ефективност и рационалност во користењето на буџетските пари. Каде се сега, еве Јанески да почнеме од вас, аномалиите што сето ова што го слушнавме досега укажува дека ова е на хартија? 90%. Сите овие зборови што ги кажавте се составен дел од законот, ако не се лажам уште во вториот член се кажува кои се принципите за јавните набавки, токму овие се наведени како секаде се повторуваат во стратегија, во извештај, во закон, во подзаконски акти и сите. Кој е тука проблемот? Да речеме во едни системи каде што се во развиените држави од Европска унија, понекогаш е доволно и ваков принцип да се постави, па тогаш, кога ќе дое некој конкретен случај, се преиспитуваат они дали ова
да го решиме на оваков или инаков начин и се водат од таквите принципи. Кај нас не е тоа доволно. Кај нас мора да имаме правила за сите чекори во една постапка. За жал ги немаме тие правила и не може ни да ги имаме и затоа на крајот овие принципи остануваат во голема мера неостварени. Споменавме, тргнавме да збориме за контролата, дали постои. Ајде да тргнеме од самиот почеток. Пред да се објави еден тендер, од пред 2 години се воведе едно тело Совет за јавни набавки, кој треба да ги контролира тендерските документации во смисла дали во нив има фаворизирачки услови или подобро кажам дискриминаторски услови за конкуренција да се створи и не само условите за фирмите што треба да ги исполнуваат, туку и самата техничка спецификација, дали е напишана за конкретен производител или добавувач или евентуално отвара простор за конкуренција. Не би сакал во овој момент да навлегуваме дали тоа се оствари или не. Факт е дека има намален број на тендерски документации кои нагласуваа изразита фаворизирачка улога за одредени фирми, но кога веќе ќе се пројде тој филтер, во самата фаза на реализација на постапката, ние немаме официјално ниту една институција која ќе земе да ја контролира од самиот почеток, од објавување на огласот до донесување, до склучувањето на договорот. Тоа што Државниот завод за ревизија после една, две или можеби никогаш нема да дојде во институцијата и ќе се наврати назад низ целата документација дека може би имало пропусти, е веќе доцна. И да не заборавиме што извештаите на Државниот ревизор веќе престанаа и да се дебатираат во собранието, што ја намалува уште еден степен на процесот на транспарентноста. Фаќајќи оно што е исто така се го констатирате како мана се 3 елементи. Тоа е така наречената електронска аукција и сега тука мораме да им објасниме на гледачите, бидејќи тоа не е надавање за повисока, тука е нешто обратно за најниска цена и тоа е вториот елемент кој што власта го користи дека се е поволен, дека е избрана најефтината понуда и она што вие го заговарате најекономично. Што е што сега тука? Да. Прво да кажам дека Македонија е единствената земја во Европа која има задолжителност на електронската аукција, или тоа се вика негативно надавање во намалување на цените. Тоа се извинувам што ќе прекинам, тоа беше прикажано како голем дострел на Македонија, кој што ќе го следат и другите земји, но наидува на остра критика. Да, еве и во последните директиви на Европската унија кои се усвоени во 2014 година и почнаа да се имплементираат од 2016 година, значи се остави електронските аукции опционални. Тие се добар инструмент, еве да речеме дури и за превенција од корупција и од местење на тендери, да фирмите нели се надпреваруваат само по цената на тоа што сакаат да го продадат на државата или на државните институции, но само ако е многу јасно дефиниран квалитетот. Во спротивно штетите кои се нанесуваат се многу поголеми. Па добивате улици кои откако ќе се асфалтираат неколку месеци па се отвараат дупки, па значи ние дупло ги плаќаме сите тие штети, па се добиваат нели рекавици кои се дупнуваат, па наместо една се ставаат неколку, се добиваат неквалитетни лекови, се добиваат неквалитетни прозори и услови во училиштата, неквалитетна информатичка опрема. Значи во таа смисла штетите и на крајот ние всушност плаќаме многу повеќе. Од друга страна, се појави еден друг тренд. Фирмите, за да се избегне, односно институциите, не фирмите, за да ја избегнат оваа електронска аукција која согласно законот е задолжителна, всушност влегува во еден процес кога сакаат да изфаворизираат одредена фирма за најбанални работи да ги исклучуваат конкурентите. И ние всушност во половина од тендерите, ако велиме законски е задолжителна, во половина од тендерите, покажува нашиот мониторинг, ние немаме електронска аукција. Бидејќи или се јавил еден, или ако се јавиле двајца, тројца, четворица, останатите биле исклучени. Бидејќи, ако оставите на вистина сите да дојдат во фазата на електронска аукција, во тој случај веќе институцијата, реално да говориме со напредокот кој е направен во електронскиот систем за јавни набавки, веќе нема можност за фаворизирање на одреден понудувач. Затоа се случи процес на
постојано исклучување, на што исто така низ мониторингот сме укажувале. Она што е добро е што сите предлози кои ние сега ги предложивме всушност се во духот на овие нови директиви на Европската Унија и добро е што Македонија како земја кандидат ќе мора да се усогласи со овие директиви и во новите директиви се заговара исто така и надзорот и контролата во јавните набавки. Затоа што корупцијата е проблем на развиените економии со стабилни институции, со силно судство, а кај нас нели ги гледаме последиците и тој проблем е уште понагласен. Затоа еве да ќе ми дозволите само да објаснам. Кога велиме контрола, што мислиме? Значи, Бирото за јавни набавки да добие ингеренции врз основа на анализа на ризик. Значи, не да влегува во тендери кои се од 500 евра, бидејќи ние објавуваме огласи за тендери над 500 евра. Значи, врз основа на анализа на ризик, што би значило во фокусот да бидат ставени поголемите тендери, да ги следи од почетокот до крајот, до склучувањето на договорот. Што е со реализацијата? Во случај кога и таја велиме да се вклучи, но таја нели ќе бара некој друг пристап. Што е тезата? Кога ќе се констатира дека одредена институција го прекршила законот, да и се укаже дека мора да направи исправка во тендерската документација, во евалуацијата на понудите или слично. Доколку не постапи, тогаш да се достави прекршочна пријава. Во случај кога ќе се констатира дека е направено кривично дело злоупотреба на јавни пари, во тој случај да се достави пријава до јавното обвинителство. Само тоа е чарето и само тоа е решението да на колку толку поставиме еден систем кој ќе ни биде гаранција од поситни манипулации па до крупни злоупотреби во јавните набавки. Вчера слушнавме еден податок од професорот Тупанчевски, кој што исто така беше дел од ова завршно истражување, нели затварање на проектот, кој што рече дека Македонија е земја на апсурд, бидејќи во законот за јавни набавки тој избројал 20 инкриминирани, односно кривични дела и наспроти тоа има располага со неофицијална статистика дека нема покренато ниту едно обвинение во јавното обвинителство за таквата ситуација. Да. Иако може би Даре како правник тоа подобро ќе го објасни дека инкриминациите во законот за јавни набавки за тие зборуваше значи професорот Тупанчевски не за кривичните дела од кривичниот законник. Одредбите кои се кривичните одредби во законот за јавни набавки се однесуваат всушност за случаи кога вработеното лице за јавни набавки или одговорното лице во институцијата нема да постапи согласно некакви правила кои се поставени во самиот закон. Во смисла, не си побарал согласност од Советот за јавни набавки, кривично дело, можна санкција од година до 2 до 3. Значи, од тој типот на административни, затоа професорот Тупанчевски предложи и одамна заеднички го заговараме тоа, а сега го ставивме на хартија, за тој тип на непочитување на процедурата да се има прекршочни постапки. Се друго да се знае биде дека кривичните дела како што е злоупотреба треба да се биде регулирано во кривичниот законник. Затоа сме ние уникум земја во која кривични одредби не сме ставиле прекршочни во законот, ама сме ставиле кривични кои во суштина не се на линија на кривично, да не може да биде кривично дело ако ти не побараш согласност од Советот за јавни набавки за твојот оглас. Мислам во таа смисла и дека еве професорот покажа врз основа на информациите кои ги добил од обвинителството дека тие кривични одредби никад не ни заживеале. Витанов, како да се пробијат зидот од таа спин пропаганда дека најефтиното е најдобро и показател за домакинлук? Па пазите сега, нашиот народ кажал сиромавиот секогаш плаќа 2 пати. Дека се прашаме дали јас дома на моите деца секогаш најефтиното го купувам. Тоа е разликата помеѓу ефтино и економично. Еве ние пред 10 години, неполни 10 години, отворивме автопат Неготино Демиркапија, сега го реновираме. Испадна дека тој автопат дури не ни доби употребна дозвола. Значи такви примери имаме и сега дали е тоа најекономично? Па дај да го видиме искуството. Значи навистина ние се однесуваме како да немаме никаков запис, како да не учиме од минатото, како да не учиме од грешки, како да се почнува од нас. Тоа не треба да објаснувам зошто па најефтин е бајатиот леп. Зошто не го купиме најефтиниот? Има леп за 5 денари. И сега дали тоа значи дека ние треба да го купиме, дали тога сме најдомакини?
Запамтете, сиромавиот плаќа 2 пати. Јас сакав друго да ве прашам, дали смеам да прашам, а не да кажам. Дали се обидовте вие да поканете човек или од Бирото за јавни набавки или од Министер за финансии? Немаме одговор, секоја се. Овде ми недостига, оти ние се согласуваме, ние гледам дека разговараме исто, а тоа е уште еден доказ дека нешто не чини во држава. Оти еве, никој не каже различно мислење од нас тројцата. А и очигледно ефектот во држава. Очигледно е дека она што ние го нарекуваме дебата се сведува на панел дискусија, бидејќи недостасува другата страна. А зошто е сега прашањето, еве са јавноста нека размисли, нека размислат луѓето што ја поддржуваат оваа опција, што ги заокружуваат. Зошто тие луѓе не доаѓаат? Јас сакам да ги прашам нешто тие луѓе. Јас за тоа дојдов. За да створиме дебата, можеби јас нешто не гледам, да ми помогнат. Можеби сум во заблуда, можеби они мислат добро на Македонија, а ние овде се умислуваме дека нешто не е во ред. Јас не сакам да заземам априори став, ама сакам да слушнам двете мислења за да донесам заклучок, за да изградам оваа држава утре да биде подобра од денеска. Оти денеска не е добра државата. Во како да се биде подобро, барем во овој аспект на јавните набавки, кој што е сериозен дел од трошењето на народните пари, со сето она што досега го кажавме и со сериозни индиции за високо ниво на корупција, и со завршните препораки по уште една кратка пауза за реклами. И се враќаме во завршницата на вечерашната топ тема со можни препораки како да се надминат постојните слабости за очигледните не само осомнежи, туку и докажани индиции за криминал во јавните набавки. Јанески би почнал од вас, сугерирате нели она што е најекономична понуда, меѓутоа не влегуваме ли тука во уште еден простор за поголема манипулација, бидејќи најефтино може да се измери. Тоа е 500 денари, 1000 евра или во зависност од набавката. Меѓутоа најекономична понуда според сето ова што го кажавме, закони, процедури што ги имаме и споредни врати за манипулации, ако се остане на тоа, нема да има повеќе манипулации? Простор има. Затоа треба ваквото решение да биде добро имплементирано. Не дека ние само ја заговараме како предлог, туку тоа произлегува од новите директиви на Европска унија со кои ние мораме да се усогласиме и таму веќе тенденцијата е обратна. Оставаат на државите да одлучат дали ќе го остават критериумот најниска цена или целосно ќе го забранат. Но она што е тенденцијата е да се оди на економски најповолна понуда или ајде подобро да кажеме најдобар сооднос помеѓу цената и квалитетот. Дури новина една што се воведува е од сега да се еволуира целосниот животен циклус на еден производ. Значи вие еднократно ќе платите, не знам, 1000 денари за некој производ, но треба да се види колку чини одржувањето на тој производ, замената на тој производ, одлагањето во отпад. Значи кога ќе се земат сите тие предвид ценовни параметри, тогаш нека се избере најдобриот понуд. Ова сега што го зборувам и мене дури ми делува прилично апстрактно како ќе се изведе, а верувам уште повеќе и на 1400 набавувачи кои ги има во Македонија. И може би е добро да појасниме за гледачите дека од овие 1400 набавувачи, сигурно едно 70% се многу мали набавувачи. Значи зборуваме за училишта, градинки, одредени јавни установи на општинско ниво, музеи, библиотеки и така натаму, кои имаат по 3-4 тендери годишни, кои немаат воопшто специјалист за јавни набавки, туку на лицата што примарно да речеме во училиштето е професор, му е додадено и работно место или работни задачи за јавни набавки. Тие се фрлени во оган и сега замислите, они треба да одеднаш доделуваат поени за животниот циклус на одреден производ. Доколку нема соодветна методологија и упатство како да се применат овие критериуми, како да се бодува квалитетот, животниот циклус, замката што ја споменавте ќе биде реалност. Витанов, како да се направи тој баланс, бидејќи ако
погледнеме, две сфери се теориски, а потврдено и во практиката, основа за корупцијата. Првото е изборното финансирање и второто се јавните набавки. Кај нас за првото има еден премолчан консензус да не се чепка и тоа е сосема друга тема. Меѓутоа тука гледаме дека некои работи се прават, меѓутоа се уште останува простор за манипулација. Добро, јас диагнозата ја споменав, да не се повторам, сакам тука друго нешто во тој контекст да кажам. Културата да ја смениме треба. Ние однапред во ова дискусија гледам дека очекуваме дека кој да дојде политичар и кој да дојде на таа позиција ќе го прави тоа. Значи очигледно имаме сериозен културолошки дефект. Ние не треба да очекуваме дека тоа е нормално, туку треба да очекуваме дека тоа е ненормално. Значи до таа мера сме, знаеш како жабата полека од топла вода па сварени веќе во овие 25 години, што ненормалното го сваќаме за нормално и сега гледам, да, ќе крадат, па дај да имаме како да се заштитиме. Не, дај да видиме кога ги бираме, да бираме некој што знаеме дека нема да му е тоа приоритет. Дека не ја сваќа политиката како Елдорадо. Колку и да дефинираме ние закони, простор секогаш има и во една Норвешка, имате простор за манипулации. И веројатно има манипулации. Меѓутоа во една Норвешка, сакам сега да симулираме малце, ментална вежба да направат сега тие што не гледат овде. Да слушнат премиер јавно, кој што вика гледај да е предвидливо. Нека се замислат сега наши луѓе што ќе се случи со тој премиер во Норвешка истата ноќ. Тој ќе мора се исели од државата. Не заради тоа што ќе го линчуваат или од морални, од срам. И мене личен пријател ми беше Ташукацо Мацуока, претпоставам ништо не ви значи, јапонски министер за земјоделие. Човекот изврши во кабинетот Харикири, еве гледајте го, мислам изгуглајте Ташикацо Мацуока на Google, ќе проверите. Како министер за земјоделие, затоа што неколку дрвја биле исечени за неговото село, он направил крак за железница и не видел дека 7 или 17 колку беа дрвја требало да се исечат. Не дека он го наложил тоа, туку не видел дека не се засадени 37 нови. И во кабинетот се самоуби. Што сакам со тоа да кажам? На нас ни треба нова култура. Дали која? А не систем. Јапонија и ама кон што стремиме ние? Стремиме кон таква држава или стремиме таму кај што сме тргнали? Сите се согласуваме тука како граѓани, и власт, и опозиција, и обични граѓани, дека Македонија не оди во добра насока. Па ако не оди, ајде и од културата малце да тргнеме. Ние не може, пазите, ние имаме апла евидентни случаеви, ајде тој што е одговорен, што е на извршна власт, абер нема да си дае оставка, абер нема да одговара, туку другарите пресконференции прават и го бранат затоа што е наш. Па 300.000 луѓе излегуваат на улица и го бранат затоа што е наш. Па не е ни до министерот, извинете. Не е ни до премиерот. До нас е што се уште го поддржуваме. Сабина, за крај, што е она што според вас конкретно треба да се менува? Многу големи цифри споменавме вечерва и се чини дека народот некако оттрпнува на тие суми, па еве сега ако ги споменам тие дека со постапка на преговарање без претходно објавување оглас во 2013 биле потрошени 97,3 милиони евра, 2016 33,5 милиони евра. Ова се тие постапки што ние народски ги викаме, нели, очи во очи договарање. Што е она што треба да се направи ургентно за да овој процес на вистина биде транспарентен и пред се конкурентен? Да. Па пред се мислам дека ни е потребен нов закон за јавни набавки. Ние како невладина организација низ консултации со институциите кои ги спроведуваат тендерите, фирмите кои учествуваат, експерти, така натаму, ги дефиниравме и ги дадовме, да кажем, своите предлози, кои се и одговор на проблемите кои се констатирани во извештаите на Европската Унија и експертското тело Сигма, кое исто така прави проценка на системот на јавни набавки во Македонија. Во таа насока, нашите решенија
се прецизно дефинирани. Мислам дека во насока на превенцијата од корупцијата, ја спомнавме контролата, меѓутоа исто така е битно да го кажам и предлозите кои ги даваме во делот на транспарентноста. Предлагаме значи да се објавуваат јавно не известувања за склучен договор, туку договорите кои се склучени меѓу сите државни институции и секоја фирма поединечно. Што да правиме со проблемот кој секој втор е државна тајна? Да, затоа велиме дека не може да биде деловна тајна, нели, договор и трошењето на јавни пари не може да биде деловна тајна. Може деловна тајна да биде некаква технологија и некаква иновација, некое решение кое го нуди фирмата, но секако не и договорот во кој треба ние јасно да видиме, нели, што државната институција купила, во кој временски период очекува тоа да ја биде испорачано и кога и во кој временски период треба да ја плати на приватната фирма. Понатаму велиме да бидат јавно објавени плановите за јавни набавки, секоја промена да се гледа, бидејќи тие се извор на корупција. Нека знаат граѓаните на почетокот, веднаш што нивната општина, што Министерството, граѓаните се засегнати, да кажам, или бизнис секторот од одредено министерство или агенција, значи што планира, за да не се менуваат исто така плановите како што се менуваат или влијаат одредени бизнисмени врз нашите директори и министри. Затоа велам, не претендирајќи дека сме дале одговор на сите проблеми, но мислам дека навистина имаме добри предлози и се надевам дека низ еден отворен процес во наредните месеци или во следната година, бидејќи не се носи така брзо закон за јавни набавки и не треба да се брза. Кои би биле партнерите за диалог, го поминавме времето на сосема за крај. Дали законските измени се доволни за ова, ќе се вратам на почетокот, да биде предвидлив победникот да го нема? Или тоа не може да се искорени никогаш? Се спомна културата, меѓутоа пропушти да ја кажеш културата на бизнис секторот или на бизнисмените наши. Претходно ја спомна, затоа не ќе го спомнам. Мислам дека клучен фактор во иднина треба да игра и бизнис секторот, во смисла дека тој мора да биде многу поактивен во следењето и во укажувањето на аномалиите кои се случуваат на пазарот на јавни набавки. Се плашат од реваншизам и од инспекција. Точно. Јас сум разговарал со стотици што се самоцензурираат на тендери на јавни набавки, само за да не му дојде инспекција. Затоа велам дека во таа насока е многу битно и таа некоја клима да се смени и да се ослободи бизнис секторот за он бранејќи ги своите права, ако е во право, нели, сушност индиректно ќе го штити и буџетот или нашите пари. Ви благодарам на сите тројца што бевте вечерва мои гости, Сабина, особено вам и на сите анализи на кои што практично ја темелевме ова вечерашна панел дискусија. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Утре со вас во дебатниот термин е Оливера Трајковска. Останете со тел.